Добар ден, почитувани гледачи. Втор блок отворено студио 1, 15 часот и 20 минути. Ние се враќаме повторно и во овие половина час се надеваме дека ќе ви се допадна темата која што ја подготвивме денес за вас. Односно, денеска разговараме со Стадим Димитров, ликовен уметник, кој што за него е навистина интересно дека всушност станува збор за 3 генерации уметници, односно тој заедно со неговата сопруга Олја започнуваат да творат, односно уметноста станува дел од нивниот живот. Добар ден и добре дојдовте во нашата емисија. Добар ден и до гледачите на вашата телевизија, Еден ТВ. Еве, тука се собравме сега да споделиме некоја за нас, за мојата фамилија, радосна вест настан, кој се случува можеби прв пат во Македонија и на Балканот. Може не скромно, меѓутоа така одгласите се такви. Токму тоа е интересно дека всушност во петокот се одржа првата ваша заедничка изложба. Ќе ни кажете ли повеќе околу тоа? Па, како секоја изложба, тоа е настан, нели, од културата и убав настан за љубителите на уметноста. Да се каже дека сме масовно беше посетено и тоа не радува, што нашата радост ја споделија нашите блиски пријатели, љубители на уметноста. Што се однесува до самата изложба, како се друго, нели, се спрема и тоа си е некоја рутина. И успеавме, благодарение на нашата ќерка, сега директорка Елена Димитрова, наша. Без незина, што се вика, напор незин, немаше ово да се оствари. И благодарам на сите мои, на целокупното моје семејство, кое од Бога ни е дадено некоја мисија, секој посебно се посветуваше на уметноста и дојде еден момент кога одлучивме заеднички да настапиме. Ние сме реалисти, академци и што можев, што сакавме во овие услови да прикажеме, ете, повелете, посетете изложбата, ќе видите како што можевме ние да понудиме и на ваш суд. Така, нашата екипа беше токму на изложбата, токму сега во овој момент има и инсерти од всушност од изложбата која што беше во петокот. Ликовната уметност, господине Димитров, е традиција во вашето семејство, како што најави Елена, како што кажавте и вие 3 генерации, 5 мина кои што се занимаваат со ликовна уметност. Колку време трае оваа традиција? Конкретно на вакво прашање е малку потешко да се одговори колку време трае. Трае од самата семка, ако можам така да се изразам. За себе можам да кажам, не се сеќавам кога сум почнал воопшто. Од секој сум цртал, сум сликал. Истото го пратев и кај, да речеме, синот мој. През школска возраст имаше преку 400 слики на изработено, без некој да му сугерира, само така. Значи, пак ќе речеме од Бога е дадено. И кај другите мои, кај внуците, тоа се продолжи исто така. Од малечки само се црта и како ништо друго да не ги интересирало. Без посебно вака да сугерираме, да им наметнуваме нешто и така. Еве се случи така, ние со маестрица Олга Димитра Олја, тоа е голема мајсторица, акварели, слика и други техники, меѓутоа акварелот за неја е така. Повеќе стотици, да не речем илјади слики има изработено и се широм светот и се така да доста е позната. И за другите, за децата. Дури од време на време ќе ти рече дедо, баба, ама вие ако не бевте, не знам, ние дали ќе бевме толку успешни.
Викам, Бог ви дал дарба, мисија и вие секој Искористете. сте били успешни и во било која област, не само во сликарството. А се случи дека ние сите еве сликаме, цртаме секојдневно. И така дојде до една идеја, тоа една ќерка ми пак ќе кажа, кој самата црта нема соодветно образование, ама прекрасно црта. Прекрасни сликички. Тука на изложбата има прикажано две дела нејзини. Колку дела беа изложени на изложбата и колку временски период ви требаше да се подготвите за истата? Моментално колку се изложени? Да. Па, така, повеќе од 50 слики се. Различни димензии и така. Самата припрема, подготвив, нормално дека се одзема и време и да не кажам и средства, нормално дека тоа. Апсолутно. И голема благодарност на наши спонзори кои еве има слух во однос на тоа дека за важноста на ваква изложба, ваков настан. Голема благодарност и на домакинот на галеријата, кои беа многу љубезни и ни овозможија да се ние представиме во вакво издание. Во најдобро светло. Голема благодарност на нашиот промотор Климе Коробор, најголемиот наш македонски критичар, љубител на уметноста, познавач не само Македонија и надвор од државава. Се што требаше да кажа, а наше само публиката да разгледа и да си така да си има своje мислење околу нашите дела. Пошто ние сме 3 генерации, секој во глобала сме реалисти. Таа руска школа. Видејќи јас како многу мал, 14 годишно дете, 55 години се заминав за Русија и таму останувам точно 20 години до 1975 година. Значи 55-75. Таму се формирав како личност, завршив се школа, завршив се што треба, се формирав семејство, ми се родија децата, покасно и внуците во Ташкент, Узбекистан. И тоа е нашиот пат. 75 година се враќам во матичната држава Македонија. И тога продолжувате да творите. Така, тоа не продолжив, него тоа не престанувало никогаш. А секој ден, лично за себе, можам да кажам, станува околу 4 сати од сабајле, во 6 веќе нешто се сликам. Не е тоа дека, еве, треба се покажам и сликам, него имам таква потреба. Тоа е за мене и доручек, и ручек, и вечера. Исто како на сабајле да станете и да ги спиете прво утринско кафе, вие почнувате да цртате. Во право сте, исто така. Потреба некоја. Так. И така. Вака, јас би се осврнала на портретот, бидејќи ви имате посебен пристап кон портретите и како всушност успевате да ја доловите таа психологија на личноста кога портретирате одреден човек? Всушност, прашањето е одговор. Нема портрет ако не доловиш личноста што ја сликаш, што сакаш да ја изразиш. Пошто секој од нас има свој карактер, свој особини, нели? А портретот мора на секој портретиран да ја истекне оние црти, тој карактер негов, лично негов карактер. Без тоа нема портрет. Може малку да доликува некој, меѓутоа не е портрет, психолошки портрет. Целта на портретот е тоа. Многу луѓе се шетат низ светот, гледат и галерии на стари мајстори, нели? Гледаш портрет пред неколку века и не знаеш кој кого гледа. Значи тоа јакото, реалното. Има во уметност има различни патишта, стилови како за израз. Тоа е сосема нормално. И тоа јас се определив исклучиво на реализмот. Портрети слика и син ми и внукот, така, прекрасни портрети. Еве,
Меѓутоа, кај мене, кога учев на академија во Узбекистан, во Ташкент, трета година, тоа беше 69-та година, дирекцијата одлучила деканатот да пратат во Санкт Петербург, тоа е скоро 5000 километри до тогашниот Ленинград, и само мене ме пратија да учам портрет во класата на Орешников. Една година учев портрет и после нормално се вратив. Во Ташкент 66-та година се случи земјотрес, сличен на Скопскиот, во исто тоа време, во 5:20 сабајле. Тоа беше катастрофален земјотрес и почна студентите да имаше размена на студенти низ тој Советски сојуз. Еве, јас имав таа чест да учам портрет во Ленинград. Јас би се навратила само уште еднаш накратко на портретите. Еве, например, ви доаѓа човек и вели сакам да направите мој портрет. Колку време на вас ви е потребно за да го осознаете него како личност, да навлезете во неговата психологија? Па, дели преска кажав дека ако не го доловиш карактерот, особините на портретирањето, Меѓутоа, дали тоа во не е првиот портрет. момент кога секако да. Нели, сите си имаме своји особини. И како изглед, и душевно, емотивно, како сакате. Ова. Има некои личности кои се малку ќе слушнете, еве, не сум фотогеничен, се рече некој. Тоа само уметникот може да одреди. Нормално ако те бива. И сега, веднаш се посветуваш, комплетно стапуваш во некој визуелен вака и да не речем и духовен контакт меѓу таа личност и после тој процес се работи. Се работи. Сега, порано, да речем во стари времења, портрети се сликале, да речем на некој крал тамо или некој тамо видни личности. да, истакнати личности. во општеството. Ама тој не седи. Ќе седи 5 минути, има работа и се отишол. Така да, на нашите стари мајстори била многу тешко, неколку години еден портрет правиле, за неколку години и ликот се менува. Така. Нели? Да не речеме дури може и карактерот по некој се менува. Така да, денеска ги имаме ние, имаме привилегија во која смисла? Ете, нескромно ќе кажам дека преку 220 портрети имам на нашите великодостојници, владици, свештеници. Да, ние тука токму имаме и дел од тие Да, еве. портрети. Тоа ни беше следното прашање. Да. Колку портрети рековте дека сте направили и од каде потекнува идејата, кога почнавте тоа да го работите? Јас Зборуваме за владиците и за архиепископите. Да, вака беше. Јас кога се враќам во Македонија, 75-та година, нормално дека мене портретот ми е пред се како најтешка дисциплина, по тие, што ви кажав, барање кон портретот. Тоа се тешки и сурови барања. Мора да биде психолошки издржан со сите особини на еден човек. И тоа секој мајстор, секој сликар тоа го знае и го почитува. И тогаш му е полесно. Сега, јас не престанав да сликам портрети. Од Ленинград ви кажам и претходно ние учевме многу, да не речем еден трнив пат, суров пат, така ме обучава мене. Сум таква школа поминал. Меѓутоа, кога ме прашуваат мене што ми е приоритет најмило да сликам, дали портрет, пейзаж, пошто сите жанрови ги работам, пейзаж, не држи место. Како одговор викам едно, кон се ми е најмило. Што и да сликам? Пошто јас се однесувам професионално, дали цвеќе сликам, дали јаболко сликам, дали портрет. Една мала вака да отстапиме во Ленинград, професорот Сабајле ќе дојде, ние шесторица бевме и ќе покаже нешто, некоја илустрација, во тој момент пейзаж некој. Колеги, минуточко внимание вика. Што гледаме овдека? Пейзаж, професори.
Точно. Ова е портрет на природа. Колку портрети имате? Сликаме ние портрети, а ти кажува дека кон се што пристапуваш, сликаш, мора да се однесуваш исто со таква сериозност како кон портретот, кој е навистина најтешка дисциплина. Колку портрети? Во евиденција имам 2386. Тоа се и во државава, и широм светот. Да не речем на секој континент имам по некој дело. Не е скромно, меѓутоа така е. Тоа е вистина. Вкупно 5034 дела. Вкупно. Како дојдов до изработка на нашите великодостојници, имаше конкурс за изработка на тие портрети, како се друго. Претходно 2 години сликав портрети во Свети Јован Бигорски манастирот на игумени. И некои од владиците, можам да посочам и дедото Тимотеј од Кичевско-Дебарски, му, пошто е нели на Светиот Синод таму станал муабет, и ни предложија да понудиме, нели, секој конкурс бара понуда. Сега Светиот Синод одлучил портретите со благослов да ги работам јас. И така испадна. И еве, овие скоро 20 години, нашата соработка си продолжи по потреба си. Господине Димитров, мора да го привршуваме на разговорот. Ви благодариме за гостувањето и ви посакуваме уште многу вакви семени, успешни изложби во семејството Димитров. И вам ви благодарам на поканата. Чест ми беше во вашава телевизија, Еден ТВ, и на вашите гледачи им посакувам се добро здравје, успех во се. Убавината е околу нас, само треба да отвориме очи да се видиме. Благодариме. Така. Ние, значи, тука го завршуваме овој разговор. По кратка пауза се враќаме повторно со колегата Дејан Андоновиќ да ги анализираме вестите од регионот и од светот.